Прекрасно е чувството заради тоа што прв пат сме официјално на НАТО самит како земја членка, но бога ми прв пат НАТО има со 30 земји членки самит. Така да се заокружи едно поглавје посебно за нас, верувам и за целиот Западен Балкан, каде што можам да потврдам дека и подготовката на овој самит е со активно учество на нашите министри, министерката за одбрана, министерот за надворешни работи, нашиот амбасадор Талевски, дане овде и делегацијата во подготовката на самиот самит, но и на самите заклучоци. Важно е што НАТО испрати порака на единство, што не беше случај пред 2-3 години. Денеска председателот Бајден, но и големите лидери на големите земји од Европската унија, како што е председателот Макрон, канцеларката Меркел, италијанскиот премиер и сите други го поддржаа тоа единство, каде што се испрати порака дека НАТО знае кај тера. Не е само борбената подготвеност, тоа е на највисоко ниво и навистина е најмокниот и најсилен сојуз во светот. Модерните предизвици на 21. век, а тоа е навистина и лажните вести, и cyber security, безбедноста во комуникациите и градењето на стратегиите, но и така да се каже како што се дискутираше, автократизмот од истокот кој што пенетрира на делот на НАТО алијансата. Затоа што не носи демократски вредности, и навистина во своја видна предност, заради тоа што демократијата значи компетативност, значи слобода, значи се. Сето тоа не е вредност за доста источни земји, како што се Кина, како што е Русија и многу други азијски земји. Нормално, соодветно НАТО се поставува на тоа, изградивме своји стратегии токму околу оваа прашање, кои што секако продолжуваат и понатаму да се надоградуваат. Сето е поставено на агенда НАТО 2030, кој што генералниот секретар Јан Столтенберг ја има изработено и навистина еден прецизен план, кој што сите го поддржуваме, ќе изискува дополнително финансирање, не плюс од 2%, туку во рамките на 2%, дополнително финансирање за вака дополнителни активности на НАТО, како предизвик од 21. век, така да јас сум среќен што еве токму со Северна Македонија на првиот самит навистина се развија една модерна стратегија на 21. век, која што значи гаранција на сите земји членки на НАТО, но значи и гарант за севкупниот светски мир, кој што секако НАТО тоа го обезбедува. Колку се тие пари, колку значат конкретно за нашите граѓани и за нашите даночни обврзници? Колку се тие пари што ќе ги вложуваме дополнително? Не значат ништо. Значи НАТО има буџет од некои 2,6 милиарди евра како НАТО. Секако сите наши национални буџети се дел од НАТО, а буџетите тоа се трилиони. Нашето учество досега, ако е 30, 50, 70.000 евра, тоа би значило 20%, 30%. Не е нешто големо, но големо е за Британија, за Америка, за Германија, за Франција во самото учество. Не значи ништо заради тоа што е во рамките на нашиот буџет. Останува стратегијата за 2% од GDP до 2024 година. Нашата земја секоја година, дури и за време на корона кризата, не се откаже од таа стратегија. Нашиот буџет расте секоја година и така ќе продолжиме до крај, каде што дополнително секако ќе алоцираме токму тие 2%, тие мали средства се, не се нешто посебно средства, но на ниво на 30 земји членки со големите бруто домашни продукти кои што ги имаат сојузниците, навистина се сериозни средства, придобивките се за сите подеднакво. Тоа значи повеќе безбедност, повеќе стабилност, повеќе демократија, повеќе вредности за кои што секако продолжуваме се залагаме. Друго прашање околу темите денеска, Кина беше главна тема на разговорите и на пресконференцијата на Столтенберг. Ние имаме посебен однос како Северна Македонија со Кина, меѓу другото и вакцините, друг тип на инвестиции. Колку овој некој привилегиран однос што го имаме со Кина се коси со заложбите што ги преземавте денеска во однос на безбедносниот ризик што го представува Кина за НАТО? Прво мислам дека Северна Македонија е целосно на линија на најразвиените демократии. Не се споредувам овде со земјите од Западен Балкан, туку се споредувам на соработката што една Америка има со Кина, една Германија, една Франција, една Британија и така натаму и така натаму. Кај нас, за разлика од нашите соседи од Западен Балкан, нема договори во 4 очи со Кина. Секако почитувањето на фидинг алатките или фидинг механизмите кои што значат compliance и комплетна конкурентност и одговорност. Внатре важи за сите, така и за кинеските фирми и заради тоа не учествуваат во дел од тендерските постапки. Кај нас компетативноста и европското законодавство е императив и тоа е така. Може кинеска фирма да работи. Ние сме отворена општествено ако победи на тендер. 4 очи нема. Фала Богу, поминавме од тој аспект денеска гледано низ еден драматичен процес кој што не освести дека тоа е недозволиво, туку мора да има
компетативен однос. Ние сме мала земја и сакаме пријателство со сите. Впрочем, кога земите партнери го градат тоа пријателство и соработка, и со Кина и со Русија, и наша цел е да градиме соработка, но ние сме НАТО земја членка. И овде до крај се почитуваат принципите на НАТО. Така да знаеме точен мегник да поставиме во тој дел. Кина партиципира со сериозни дотации и донации на многу кинески фирми, кои што ги става во предимствена положба пред многу европски фирми. Тоа е свесно и НАТО и Европската унија, затоа се барат соодветни механизми, затоа што секогаш гаранција за квалитетот и компетативноста се транспарентноста, отчетноста и секако конкурентноста во самите постапки. Јас верувам дека ќе се изнедат сериозни механизми за сите, би ги нарекол современи закани за НАТО принципите или НАТО вредностите, а тоа е владење на правото, демократијата, компетативноста, слободите и така натаму и така натаму. Би прифатиле 5G мрежата кинезите да ја градат во земја членка на НАТО, тоа е недозволиво. Ниту кај нас, ниту кај било кој од другите земји. Сега сакам да прашам за билатералните средби. Имавте значајни билатерални средби со Радев, меѓу другото. Имавте ли други билатерални средби? Добро, искористивме секоја можност овде да се видиме и се видов скоро со сите премиери, канцелари, председатели што беа овде. Значи се видов уште еден со председателот Макрон, заради тоа што тој се виде и со председателот Радев, се видов со канцеларката Меркел, се видов со премиерот Руте на Холандија, се видов со премиерот Борис Џонсон, се видов со сите, се видов и со председателот Бајден. Имавме прилика да поразговараме, каде што секако разговорите беа прво за енергетската наша поврзаност, која што токму ја правиме заедно преку проектот Александрополи, тоа е американско-грчки македонски проект, но поразговаравме за неговата посета на Западен Балкан. Ја искористив приликата да го поканам. Секако тој позитивно искоментира, кажувајќи ми дека го знае Западен Балкан, работа за Западен Балкан, ја има целата поддршка на Соединетите Американски држави и секако понатаму во неговата агенда ќе планира некоја посета. Позитивно беше со тоа што беше информиран веднаш и честиташе за нашето членство во НАТО и навистина разговорот беше пријатен како земји стратешки партнери во делокругот на вредностите, на демократијата, на унапредувањето, на сето она кое што значи квалитет на живот токму овде во Северна Македонија, заради тоа што навистина Америка тоа го правела сите овие 30 години независност во нашата поддршка, а за мене и за нашиот народ е важно да продолжи во својата поддршка. Драго ми е што имавме прилика токму со него да поразговараме на вака значајни теми кои што се преокупација и на Америка и на Европа. Иако не сме членка на Европската унија, верувам дека подеднако гледат на сите нас, впрочем тоа и го покажа денеска низ разговорите председател Бајден. И тука да искористам прилика да преминам на Бугарија, бидејќи Бајден и Соединетите Американски држави реагира единствени на бугарската блокада. Дали зборувавте со Бајден за бугарската блокада во ЕУ? Јас само кажав дека сме благодарни што Блинкен се јави, со председателот Радев зборува директно на оваа тема, и дека на нас е значајно што ни ги охрабруваат двете страни да се изнајде решение, а поддршката од Соединетите Американски држави секој пат носела позитивно за нас и за сите кои што се борат на демократски начин из диалог, дипломатија да изнаоѓаат решение. Така да значајно ни е што се вклучени во овој процес покрај земјите од Европската унија. Гледате, сите 26 се буквално со еден многу позитивен фокус према нас и би требало, ни должат, дефинитивно ни должат, а сега е вклучена и Соединетите Американски држави. Сето тоа негова кај мене надежда да правиме се што можеме да направиме за да постигнеме решение. Иако секогаш кажувам дека провејува на сите разговори со председателот Радев дека немат парламент, дека сепак е техничка влада, дека можно и да не се донесе одлуката, затоа е важно да не ги креаме очекувањата. Јас кога ги давам вака изјавата, прво се трудам кај мене да не ги креам очекувањата, но исто посакувам нашиот народ да не ги крева очекувањата. Но треба да знаат нашите граѓани дека нашата задача е токму таа да направиме се. И се трудиме да направиме се, затоа денеска на состанокот договоривме до крајот на оваа недела посета во Софија. Ќе бидеме таму присутни, ќе разговараме колку е потребно толку, се со конечна цел, ако не постигнеме решение да направиме исчекор, кој што ќе се најде со политичката влада да биде решен, така да правиме до крајот на оваа недела официјална посета на Софија, каде што заедно со председателот Радев, со премиерот Стефан Јанев и нивните министри ќе седнеме и ќе ги разлобиме до крај сите детали. Каков исчекор би било тоа и дали тој исчекор би значил дека би можела во тој случај Софија до 22 да
да го крене ветото. Исчекорот е тој. Значи јас го посакувам, нашиот народ го посакува, го заслуживме. Навистина, на 22 да нема вето од Софија, односно General Affair Council да донесе одлука, но ако не направиме решение и не постигнеме решение, исчекор мислам да се изнајдат начините каде што дефинитивно, кое што денеска нешто е констатирано, македонскиот јазик и македонскиот идентитет се надвор од разговорите, и тоа го потврдува и бугарскиот претседател и се, ги решиме делот на роудмап, секторската соработка помеѓу двете земји, интензитетот на состанување на комисијата и низ португалскиот предлог, навистина, кој што дефинитивно го штити македонскиот јазик и македонскиот идентитет, се изнеде решението и е доволна основа да исчекориме напред. Ако не успееме да го постигнеме тоа на 22 јуни, барем да ги заокружиме овие дискусии и слично и да чекаме политичка влада после во Бугарија. На 11 јули имат избори, после тоа се формира влада, политичка влада која што навистина ќе ги продолжи и ќе ги најде решенијата конечно, затоа што тоа може да го направиме и во септември, и во октомври, и во декември оваа година, така да важно е граѓаните да ја знаат реалноста, заради тоа што навистина не сме нешто далеку, ни па проблемот е нешто посебен, јас многу често кажувам дека е смешен проблем, дефинитивно, но проблем е дефинитивно тоа што нема парламент, нема политичка влада во Бугарија и може да биде причина за недонесените одлуки. Ама немаме гаранција ни со политичка влада. Видовме и со политичката претходна влада дека нема гаранции. Се согласувам, нема гаранции ниту со политичка влада, но наше е да правиме се. И треба да направиме се за да постигнеме решение, посебно кога целиот демократски свет е околу нас, кога навистина и во Бугарија и во Македонија, и во Северна Македонија се јавија сите, за да не охрабрат, да понудат решение кое што навистина преку португалското претседателство е нешто кое што ги штити интересите на двете страни, и на македонската и на бугарската. И последно прашање, повеќе пати сум ве прашала и сега бидејќи ситуацијата таква каква што е, повторно ќе ве прашам дали имаме алтернатива или план Б за за членство во Европската унија. Нема ниту план Б, ниту алтернатива за Европската унија. Јас ги слушав овие дебати, ајде да влеземе во Европската економска зона. Ние сме во Европската економска зона. Ние имаме 1% царина со Европската унија. Ние тргуваме со Европската унија како земја членка на Европската унија. Ги немаме фондовите, кохезиони, компензациони, сето тоа што не следува како земја која што ги отвара поглавијата. Знаете, новата методологија вика за окружување на секое поглавје, односно кластер од поглавја, значи пристапност до токму тие фондови. Ако е економија до економските, ако е здравство до здравствените, ако е екологија до еколошките, и соодветно тоа го немаме, и затоа се поглавијата тие кои што треба пред нас да ги совладуваме, за да може да ги отвараме токму тие фондови. Друго, нема нешто што би можело да направиме паралелно додека нешто чекаме. Не, тоа е патот. Тоа е патот кон Европската унија и на крајот знаете дека самото пристапување кон Европската унија значи европеизација на Северна Македонија. Ние не сакаме да бидеме членка заради членството само во Европската унија. Не сакаме да бидеме членка заради европеизацијата на Северна Македонија, која што ќе се случува низ отварањата и затварањата низ поглавијата, каде што ќе дигнеме нашата продуктивност, каде што владењето на правото ќе биде неприкосновено, како во најдобрите земји членки на Европската унија, каде што има европско здравство, европско образование, европски way of life, европски начин на живот. Тоа е тоа, да ја донесеме Европа во Скопје, во Северна Македонија. Благодарам.